утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Боцевски, ово утро е сончево во Скопје, убаво, но ние се посветуваме на безбедносни теми. Ајде да речеме на теми од надворешната политика, кај малку пошироко. Па добро, ја мислам дека повеќе нашиот гостин од ово утро е онаму каде што се обединуваат, каде што се слеваат и каде што се спојуваат безбедноста и меѓународната политика. Точно. Меѓутоа види дел од еден регион кој што бил далеку по-долго. Го замалуваме гостинот малку по-поблиску да го стави микрофонот вака да го повлече. Добро утро за Раби Седрек, добро познат веќе на нашите слушатели. Само уште една работа со тебе, често се расправам на оваа тема. Со регионот кај што доаѓа Раби Седрек сме биле, да речеме, добри 100 пати подолго во историјата во иста држава кој што сме биле со Љубљана и со Брисел. Така што тоа не е регион кој што за нас е непознат. Тоа мораме да може дека за вас е поблиско. Вие сте поблиско до исток отколку до запад. Да. Нашиот земјак од блискиот исток. Да, така нема. Роџо. Од бившата Отоманска империја. Жали некој по Отоманската империја на Блискиот исток? Не. Исто како тука, значи. Никој не жали, во смисол дека do they regret, никој не жали дека не постои Отоманската империја. Ја лично сметам. Отоманска империја, окей, имам една теорија цело време, ја кажувам и со амбасадорот се спротивуваме тука, дека сите земји што беа под Отоманска империја, водени од парламентарски систем, се некако failed states. Мислам дека сите земји што беа под Отоманска империја најубаво да продолжуваат по президенцијал систем, по председателски систем или по семи-председателски систем. Парламентарски систем не секако успева во земјиве што беа под Отоманската империја. Ајде, која е председателска и е успешна приказ? Тоа нема. Сега да не бидам. Тоа е мојот аргумент. Да не бидам многу суров. Тоа е мојот аргумент. Рекол само президенцијал систем, инако нема ни една држава освен Турција. И затоа има, да кажеме, вакви турбуленции во владењето и во демокрација, затоа што не е баш сфатена, убаво не е имплементирана, убаво и сепак пак требаш некој со стапче за ја држи линијата на демокрација. Никој кој Заев што ги збореше тие. Што го нема ниту во една држава и затоа статусот на државите што беа под Отоманска империја не е дека баш успешни држави. Така што никој не жали. Никој не жали. Да, добро, клучно прашање во овој нашиот регион, ќе се вратиме подоцна годишнина од создавањето на Ирак, од војната во Ирак, се извинувам. Да, ова е, денеска е... Што потоа? Не, вчера се 20 години од почетокот на инвазијата, денеска се 20 години од почетокот на копнената инвазија. Значи, еден настан кој што и денес одекнува не глобално, но и во самите Соединените американски држави. Ке се вратиме на тоа ивица, на Ирак. Прво ние тука да фатиме вака полека, ке идеме на Ирак, ја као стратезите на Александар Македонски, прво да видиме тука што има во регионот. Србија и Косово има средба во Охрид под патронат на европејците и американците. Тука беше бордел, тука беше Ескобар, не Пабло, Габриел Ескобар. Тука беше се случи една средба на која се договорија да го спроведуваат она што веќе го договорија во Брисел, но Србија понатаму одбива да стави подпис, затоа што вели доколку ставиме подпис на договор со Косово, ние де факто го признаваме Косово. Што очекувате таму? Јас исто како пред неколку дена имаме една средба, една дебата, односно тоа ја искрено. Вие бевте, ако не се лажам, и одвнатре во тие процеси. Во последните не, ама за други теми, но сакам да кажам дека ништо нема да се случува. Значи, ја тоа разочара многу луѓе, ама ништо нема да се случува. Значи, дефинитивно никој нема веќе интерес да, или да кажеме по македонски, по жаргонски, никој нема живци веќе за да се замара со вакви, затоа што има поголеми
предизвици од тоа. Да, но сепак ова е високо ниво. Бордел, Ескобар доаѓаат во Македонија да се за да се случи. Видите, ја мислам дека сега тоа мој лично мислење се зема поголема димензија отколку навистина заслужува тоа, затоа што од страната на Косово, на косоварите во Косово и на србите во Косово и во самата Србија никој веќе нема енергија, нито нема живци да се влези во нови конфликти, затоа што сите се загрозени дали од економската криза, дали од пост-ковид ситуацијата, дали од сегашното што се случува со Русија и Украина. Луѓето се уморни од тоа. И јас гледам дека било како да се случува и да се развиват договори или тоа што се достигнува помеѓу земјите во Балкан, ја мислам дека првото и приоритетно ова што го збориме, мислам пред 2 години со амбасадорот за овој мини Шенген, за Open Балкан и за ова каде ќе се решава главното проблемот што го има помеѓу србите, помеѓу албанците, тоа ќе биде на сметката на сите другите земји како Црна Гора, како Македонија и толку и тука завршува. Ќе се подпише договор? Ја мислам дека како да ќе се подпише договор, прашањето е само колку маркетинг да правиме за ваков договорот и што ќе има предобивки за секоја држава од ваков договор. Нам само се надевам дека сите другите што се ќе бидат присутни или сведоци на овој договор да не да кажеме добиват да кажеме негативни импакти или да нема последици за малите држави околу што може да изгубат и одредени позиции. Тоа слушателите Ивица ме поправат што Борел сум го нарекол бордел. Јас се извинувам, ова е само еден лапсус лингва, нема никаква врска со евроскептицизам кој понекогаш најка мене да биде присутен, но во овој случај не се работи. Затоа мислам дека станува збор за еден достоинствен човек. Ја се извинувам за грешката. Ивица, да мислам дека доволно му дадовме на Косово внимание. Не му дадовме доволно, меѓутоа ова е само уште една од точките која што треба да доведе до крајен договор меѓу Србија и Косово. Да видиме сега како изгледа таа работа. Она што мене не ми се допадна, ја што го кажав, е тоа што советникот на премиерот Курти, трудејќи се, не знам, да извади некоја подобра ситуација за Косово, почна да зборува за некоја заедница на албански општини во Македонија и ова не слушнав дека нашето Министерство за надворешни работи излезе со осуда за ова изјава. Јас сум за тоа и да има засебен даночен систем. Јас сум против тоа. Значи нема потреба да не очекуваат ништо од Централ, да бидат во Македонија. Да, полиција све тоа ингеренција, ние ќе ја плакаме, но да не учествуваат во односно да си имаат свој буџет, ние да си имаме наш буџет. Ама нема ние и вие тука, Љупчо, затоа што како год да се црта тоа. Ако се црта таму, па не може бе 10 аутопати да гради Артан Груби во западна Македонија, во источна ништо нема. Пуштинска Чаковачевски збори источна Македонија премногу се градеше. Чекај малце, само нешто ти кажам. Како год да се црта таа карта, ако се црта само во регионите каде што албанците се мнозинство, таму има повеќе македонци отколку што има албанци на територија на цела земја. Ако се црта таа карта во општините каде што живеат албанци во Македонија, тогаш пак и во тоа ентитет ќе има повеќе македонци од албанци. Така што види, се цртаат карти на Балканот, знаеш што се случува. Нема потреба од таква работа. Мислам, и ова што ти го зборуваш, и ова се некои кафеански вакви, знаеш. Не, кафеански нема ние и вие кои се цртаат граници. Како нема и вие, премиерот на нашата држава излегува и вика сега ние ќе имаме инвестицијска инфраструктурна експанзија во Западна Македонија, затоа што до сега премногу се фаворизирал Истокот. Не, тоа се глупости. Ти би видел ли каква дупка е Истокот? Нашиот премиер па да каже дека се... Еве, ќе ти кажам веднаш по старт дека ова што се заговара е лошо. Види, ова е лошо.
за тебе прашањето е стручност, не нас као тетки што се караме. Не, значи прашањето е ова е прејак, полека и липчо. Прашањето за тебе е дали може прелевање од Косово да. И сега ја морам да коментирам нешто што го кажа тука, ба се согласувам со него. Нема тука ние вие. Ова нешто, значи ова и самото по себе да го кажуваме така и катастрофално. Значи не би кажал ние вие, нема тука. Но како има ние вие кога треба да се вработи у фонд за здравство, тогаш има Нема ние вие. Нема ние вие. Не, има дуи. Дозволи, има други. Има дуи. Нема ние вие. Има ние вие. Нема Липчо. Значи не сме вака да се размисли. Има се, не се размисла, ја го гледам. Добро, може Ја гледам како пред мене у завод завршува некој само ради тоа што е албанец, ја еминентен граѓанин, образован, чекам ред. Добро, ја чекам ред. А некој само пошто има врски е албанец завршува пред мене. Ама и македонци нема такви? Има, ама ја немај пред мене ги гледам овие. Не е така. Немај сега така да збориш. Добро, може ли да ви кажувам ја теза од трета страна? Значи, ја кога го гледам од страна, па кога реков дека не постои тука ние вие, и се живееме во истиот брод фактички, нема веќе ова затоа што сите сме ќе се загрозиме од било каков предизвик, дали регионален и дали глобален. Но ја ќе ве прашувам сега на вас, Лјупчо, едно прашање многу битно. Кои се биле последните, еве нема да кажувам 10, 3 македонски инвестиции во државата? Од Македонија? Да. Па, на пример, има Ситима Увоштип. Во ред. Сега ќе збориме за сериозните, да кажеме, реторички прашања. Да, не реторички, затоа што ова и пак го дискутираме пред неколку денеска. Денеска јас на вистина не следам толку многу локална политика, затоа што многу е едноставна и многу јасни се работите. Денеска македонецот кој има, значи да кажеме, капитал, он го носи надвор од државата. Тука не се согласува со мене амбасадорот. Денеска албанецот, ако сакате да зборите ние вие, албанецот ги носи парите од странство во Македонија. Не согласам со тебе, тука нема тука логика ова што го збориш. Ма сега видите, бројките не го кажуваат тоа. И ова е исто како ова на Лјупчо кафански муабет. Затоа во ред. А последните две инвестиции што не се од македонска страна, на пример, Eastgate. Која инвестиција? Ама добро, не е Самир Мане ниту албанец од Македонија. Ма во ред, ама моето поента сега генерира пари приходи или не генерира? Самир Мане е глав од Корча, албанец, човекот нема врска со Али Ахмед. Ама во ред, ама сакав да кажувам така во принцип, дека ако се оди да се развива еден дел географски од државата, дали западниот, дали јужниот, дали на вистина не знам во позадина што е како мислиш, но мислам дека големи инвестиции, да не кажам големи за амбасадорот да не се навреди тука, ама добро, small and medium investments се прават тука од страната на албанци. Албанците ги носат парите тука, он ги гради уште еден спрат од узгори, уште еден спрат на неговата куќа, уште трет спрат на неговата куќа. Тоа е менталитетот на проширувањето или на збогат, кога се збогати албанецот не оди купи отредента нова кола. Албанецот прво ги среди негова куќа, се среди негов двор, се гледа некои приоритети, па после тоа меѓу втора, трета година купи нова кола. Не факт денеска македонецот кога се прави бизнес и се збогати, првата работа од редента ја прави, купи нова кола. Има многу Овде ви ја прифаќам критиката кон ја не гледам дека искрено ова пак ми е така. Да. Во ред. Така века ова се вика денес. Ова во мое мало се вика чамче муабет. Не е чамче муабет. Ма сега знаете како ние цело време се задвориме околу на гледај колку е порастен градот. Кој ги купува овие станови? Кој купува овие станови? Како тоа македонците не инвестираат во својот дом? Вие ако мислите да македонците одат се земат кредити, хипотекарен или било што, ќе купат станови, тогаш вие сте многу голем грешка. Како не, ова не е инвестиција. Иначе, Раби, само да направиме една дигресија, немој нашите слушатели погрешно да го сватат Раби. Раби го гледа ова како од само критична перспектива, затоа што Раби е нели во македонска фамилија, он има сопруга македонка, си живее во Македонија. Немој да речат не дојде овој не навредува странец. Нема никаква врска ова. Значи види, доста веќе се гледаме работите, па тој македонец, па тој не знам што. Значи ајмал се објективни да бидеме, нема ниту еден објективен,
Сега ја гледам пред мене сега ова дали носи пари, тие становите што се празни, дали носат пари? Па не се сите празни. Се има не Празни, се ама не се се станови сите празни празни во Скопје. Не, види, 60 празни. тие бројки, ајте, тие весели Еве, бројки. зградава Ама тука во ред, нема господине, 20 еве, ја ќе ве прашувам сега, ако има луѓето, каде се мајсториве? Каде денеска сакаш водоводжијата? Каде? Викни водоводжијата, Ќе не ги дојде пред 2 слушнеш, недели. уште малце ќе ги слушнеш. Најчесто не се. Не, ве молам. Не, ќе ги слушнеш. Факт е Не ги дека немаме слушнеш. работна сила во држава, факт дека нема луѓе во држава, факт дека нема веќе луѓе. Нема веќе, не само тука, во цел свет. Ама особено тука нема веќе. Немаш персонал за ништо. Нема. Пред 10 години во Македонија се имаш Да, не може келнер да најдеш во Скопје. Работна места немало, работно места и луѓето се жалат дека нема работа. А денес отворите сите веб страни за дали тоа вработување, не ги знам сите имени, има 5-6 страни за тоа, гледаш има куп работа барат персонал, а нема кој да работи. Така да дека се е тука розево и така и дека и македонци инвестираат, не, македонецот прва прилика, ако може он да ги носи парите надвор од држава, ќе ги носи уште утре. Така да не, ја не зборувам за вас, не зборувам за Не бе, јас зборам еве за ниту еден од луѓето што ги познам не ги излам парите надвор од Македонија. па може да стара да се запознате со малце побогати луѓе. Не, па сега веројатно. Сега ако самата банка тука во Македонија не ти гарантира повеќе од 30.000 евра Народната банка. И тие најбогатите што ги знам парите им се тука. Па не баш. Не Тие баш. најбогатите што ги знам Не би парите им рекол, се ја тука. не знам. Еве Минчо Јорданов му најдува во странство фирми. На Тие што ги знам на најбогатите сите парите им се нема тука. бизнисмен во Македонија што е многу богат, што нема сметки и фирми во странство, а често тоа знае да биде и Белизи и Панама, пак им извадат во овие пейпери, така што не е баш така ивица како што зборуваш. Кешот не го чуваат тука, тоа е проблемот. И јас мислам дека тие само ги потребуваат овие даночни рајави како што ги потребуваат и албанците, и американците, и британците, и русите, Апсолутно. и сите хипербогати луѓе. Што има толку кај нашиве што е различно од нив? Пак разликата е што ние сме мала економија, мало земја и зависиме токму од инвестициите на овие луѓе кои патем кажано се збогатија на наш грб. Добро. А сега не ги враќаат парите во економијата. Ја не пак не да совас дека на наш грб, значи Во транзицијата се збогатија на наш грб. Тоа Да, беше добро. наш и сега стана нивно. Да. Тоа е проблемот. ја, ама денес како зборуваме Например, за еве Тиквеш ќе го земам како компанија од Кавадарци. Тиквеш беше наш. Тиквеш е граден со само придонес кој го плаќале сите во Кавадарци, татко ми, дедо ми и така натаму. И после за Бадиела си го зема Свето Јаневски и стана негов. Значи, вие- од наш стана негов. И сега Свето Јаневски, истиот тој, со парите кои се наши, наместо да инвестира тука, да направи втора, трета, четврта, он купува винарии во Франција, виногради во Франција. Значи, од она што е мое, она што било наше, станало негово и сега се изнесува надвор од државата. Simple as that. Тоа е маката во Македонија. Тиквеш е основан во Отоманската империја од семејство од Кавадарци и развиване до 45-та после национализирање. До 45-та која е национализиран бил ништо Тиквеш. После така, фирма бил и тогаш. Абе има- бил фирма многу мала. Добро, ма имаат- Значи Тиквеш имаат, станува големата. печат од Султанов за акциза, пази. Значи Тиквеш станува Тиквеш во комунизмот, кога станува масовно Кавадарци сите го откажуваат афионот и почињаат да гледаат грозје и го продаваат грозјето во Тиквеш. Ето тогаш Тиквеш бил мала винарија. Винарница, се извинувам, литературно. Добро завршивте. Да, Раби, продолжи. Не, готово не. Да. Да, продолжи слободно, да. Не, тоа беше дали сега дали кафански моабет, како кажува амбасадорот, не кафански моабет, денеска фактот дека кешот го нема македонецот, не го инвестира тука, а и сега ако одиме по работната класа, сите дали е сега албанци, македонци, бошњаци, значи сите тие групите во Македонија, сите се работат само во кеш. И никој не става пари во државата. Така да, јас мислам дека држава е полна со кеш. Кога гледам јас колку зема секој мајстор или секоја работа што е бараш, колку пари земат во однос на дали по квадрат или по саат работено, не се чудам ако они се земат повеќе пари отколку земат луѓето како вие почнавте да зборувате дека образовани, нема врска тука образовани или не. Тие се
вршат работите во кеш, примат работите во кеш, он се врати дома на крај, се има леб со него, се има овошје со него, се носи работи дома со него и он на крај он си живе, си ужива во тоа. Може не плаќа придонеси, може он ќе има проблем после во пензија и така натаму, ама он не го размислува тоа. Он се размислува дека денес се заврши работа, ги зема парите во кеш, се враќа дома и ги троши во кеш. Раби, во однос на, значи, во однос на ова прелевање, сметаш дека од Косово може, еве, например, заедницата на српски општини во Косово може да се прелее во Македонија како заедница на албански општини во Македонија, да речеме. Сега ќе се вратам на првата точка, што тока нема пак да се согласуваме, дека ако одам по принципот дека македонецот ги пораснува децата за да ги носи надвор од држава. Ги носи во школо за да им пушти на курсеви надвор од школо за да се појачат, им научи јазици. Некако одслепени сите од Германија, тоа нешто не можам да го разберам кај македонци ги учат сите деца германски за да одат во Германија. Во овој момент он веќе психички спремен за да ја напушти државата. Од другата страна, албанци во Македонија, пак кажувам дека да, они се инвестира тука и најмалку ако не инвестира да прави бизнис, он ќе се инвестира во втори, во трет спрат во неговата куќа. Така да нормално ако ставаш пари во нешто, ќе сакаш да го заштитиш тоа, нели? Ако инвестираш во куќа, сакаш да заштитиш твојата куќа. Нема да ја оставаш to be exposed. Така да не верувам, верувам дека ништо нема да се случува. Секој човек сака да се гризе за свој живот сега. Ако некој уште се пали за говори врзани со етником и со вакви... Статистиката не вели така. Статистиката вели дека стапката на иселување кај албанците еднакво висока, ако не и многу повисока од таа кај македонците. Нема разлика тука. Која е статистика? Која е статистика? Статистиката во државата, ако сакаш, еви таа кафеанската. Појди види број на автобуси кои што паѓаат. Ви кажав денеска се бајле? Не, појди види број на автобуси кои што Тетово паѓаат кон Западна Германија. Па Западна Германија куше да постои источна. Западна Германија тоа е опасна изјава. Да, меѓутоа не. Појди да видиш кон Швајцарија, кон Германија. Значи, види, нема тука, пак да ти кажам, значи, заеднички живееме во оваа земја, заеднички ги делиме и среќата и несреќата на друго. Ама точно, заеднички ли плаќаме данок, Ивица? Заеднички платиме данок. Да, не и ова се, заеднички плаќаме данок, затоа што и заеднички не плаќаме данок. Исто и двата феномени се присутни. Да, ти пиеш вино, ја пием воду, просек пиеме шприце. Ама не е така, ја не сакам, види, ја секој размислување кое што во Македонија тера ние и вие погубно. Како? Во однос на македонците и албанците. Не, ја пробав размислување кое што тера ние и вие погубно. Да бидеме ние, некако не ми иди, викам дај. Па мене ми оди. Значи ја не гледам така. Мене ми оди, ја не гледам така. Не, вас може ви оди лично, но некако и мене ми оди лично, нема врска, ама некако политиката во држава поинаку гледа на па овие има една работи. политичка партија која што е моментов изместена, таа се вика ДУИ. Не изместена таа политичка партија е врховна власт во Македонија во овој момент. Тоа е проблем. А меѓутоа дека јас да го проектирам тоа, имам пријатели кои што не се ДУИ, кои што се албанци, ја не гледам дека нивниот живот е многу подобар од мојов, туку напротив многу е полош. Ја не гледам дека нивните шанси за живот се подобри од моите, туку се далеку полош. Затоа што една хоботница од мала речица сака во име на тоа албанството и тие работи го прави ова што го прави, ги загрозува и местата на албанците, ги загрозува и местата на македонците. Ја загрозува и среќата на македонците и среќата на албанците. Ама не е тоа македонско-албански судир. Дуи сака тоа да го направи. Дуи се храни од тоа. Дуи така добива избори. Ако ја поставиме работата како што е во оваа држава, односно дека има една политичка партија која што не знае што е владење на право, не знае што е процедура, знае што е моќ и заради овој грогиран СДСМ, непостоечки СДСМ се случува што се случува. Значи нас не само терминолошко несогласување. А се согласуваш за анализа? Да, ама терминолошко, само други термини ја би ставил. Ја мислам дека ДУИ е само
само одраз на својата нација, на својата народност. Не согласувам. И културата на Не тој народ и согласувам. културата на тој народ. Па го гласа, да. тој не го гласа баба. Не, па културата на тој народ е прекрасна, како што е Ама ја прекрасна не го културата на гласам, тие македонците. прекрасните го гласаат дуи. Извини, културата на албанците е една прекрасна култура со која што ние живееме со векови како македонци. Со векови живееме. Меѓу другото, го видиш, песните, ората, свадбите, едно друго, семените односи истини се. Така што тука сме. Ама не, добро, нема окей, се така. окей, Културата не само што ни е иста, туку ни е. Но кој го гласа дуи? Од него паѓа. Американците ни го носат. Видите вака, ја Дуи го гласат албанците, меѓутоа што кажа со американците, тука има една убава анализа. Што? Има предмет тука за една убава Како ќе анализа. го донесат американците? Тој ако не го гласат предметот во држава. одговорноста кај американците ја гледа и ласирам само на една точка, односно Да бе, сите се криви, Не. освен тие што сме тука, не сме не, криви. има една точка, една точка на одговорност. Извини, Да. Липчо. Значи Извини, Липчо, сите се криви, освен ние што сме тука, ние не сме Не, криви. дозволи вака. Независно македонци, Секој секој човек што го наруши мирот на граѓаните на парнична Југославија заврши во Хаг. Освен еден човек. Се одговорност за тоа нема да ставам кај било кој освен кај меѓународниот фактор. Да се разбереме. Значи тука имаме една сериозна дискусија. Дури и кога почина, видовме дека и Фрањо Туџман и Али Изетбеговиќ биле предмет на сериозни истраги во Хаг. И тие го загрозија мирот на граѓаните на парнична Југославија. Али Ахмети го загрози мирот на граѓаните на парнична Југославија. Остана без последици. Сега види, ова е тема за дискусија. Извини. Некако продолжете ви, ако сакаш ќе удам на Не, ова ни е стилот. Не, ако јасно ми е, јасно ми е. Но пак се коментирам, ја тука и ништо не се согласувам. Мислам дека никогаш не се согласувам со амбасадорот, освен на таа точка дека не постои ние вие, дека сите се живееме тука заедно. Затоа се дружиме, зашто не согласуваме. Да, ја дури, како се вика, адмајер, начинот на трговија што го прават тие, например, албанците. Затоа што е многу блиско до исток, отколку до запад. Значи, они знаат што е ризик во трговија и така натаму. За кој сега да бараме криве, не криви, самите луѓе сега, видите, ја ми стварно малце досадно веќе, цело време слушаше и како кажат големите, како каже и Кале, како не знам што, значи никој нема да ви каче на грбот ако вие не го наведнете грбот. Така да тоа е точно. Тоа цело време многу точно. Раби, тоа е многу точно. Ама тоа да, и било кој, значи ова што го кажа е многу точно. Најбеспомошен човек, ако не се наведнува грбот, никој не може да му се качи нагоре. А второ, ние не промовираме воопшто, ниту во нашите дома кај нас, и принципот на суверенитет. Тоа го спомнав, цело време го спомнав тоа. Што денес кога сакаш, ако имаш правилно општество или државата, значи треба да бидеш суверен човек. Се суверен човек кај тебе дома, кај тебе на работа, кај тебе со женати, кај тебе во местото каде работиш, и после тоа полека се развива целиот општеството и може да стане државата суверена. Ако вие, ние, никој не промовира принципот или идејата на сувереност, човек да биде суверен, цело време некој друг ќе дојде, ќе се вмеша, и тоа е исто како некоја баба што се меша во бракот на некоја маже жена. Се исто е. Новинарски суверенитет е тоа што директорот на BBC нема право да влезе во редакцијата воопшто и нема право да им се обрати на новинарите да им каже што да работат. Добро, ај се. Тоа е внатрешниот кодекс, етичниот кодекс. Дали вие го практикувате тоа во вашето радио? Не. Па не, сме многу мал медиум. Ако, ама еве, јас сум и уредник и директор, така што јас сам со себе нема да смеам да комуницирам. Не разбирате, ние сме многу мал систем, но во македонска радиотелевизија тоа го нема, да речеме, во било која комерцијална телевизија во Македонија тоа го нема. Ама затоа што ако сакате да дојде човекот до момент на ваков, треба никој да не остава простор да биде уценет со било што. И сега денеска за да бидеш во позиција да не бидеш уценет, треба да работиш на тоа долги години за да научиш тоа како да го направиш, да стигнеш во еден момент каде никој не може да ти оцени, како никој не може да бидеш чист доволно, за да не може да не бидеш инволвиран во работи, па за дојде некој еден ден да ти ги зема ти како блекмейлинг да ти направи и ти каже а тогаш ај пиши тоа што треба да пишеш, ако не јас ќе ти ставам ово во медиумите. Ова, сега ја не генерализирам, а зборам на нивото на политичката сцена во Македонија. Тоа е секој втор, како не секој втор. 90% од луѓето се имаат вакви работи во позадина.
Значи, многу ретко да најдеш некој што се навистина чист 100%. А тие чисти со 100% не сакат ни да се замарат со политика. Така да тоа ќе врти тој круг за секогаш. Се додека државата да стигне до ниво на матуритет. Кога кажам матуритет, збориме на ниво на зрелост на институциите и на, значи не знам кога да го изразувам на македонски, не на матуритет во Зрелост. Зрелост, фактички ама зрелост тоа што го добиваш по искуство. И сега државата има поминато во искуство во различни Не све по лошо искуство, не никако од некој друг да научи. Ама мислам дека вие самите се криви од тоа и тоа пробава да ви кажам. Било кој кажете, затоа што цело време никој не кажува да, јас сум крив, се некој друг крив или некој политичка партија крива или партиските се криви. А сега кој ги гласа тие луѓе? Вие ги гласате тие луѓе. Сега кој ја спреме шорба, нека ја пие. Сега не може јас цело време некој друг да ме биде крив, а ја не сакам да почнам да работам. Ако сега ќе почнеме да зборуваме колку ние сме мрзливи споредувајќи ги со другите етникома или групите во на регионот. На Балканов сме генерално сите тука негде. Тоа можам пошто сум живеел во сите. Во ред е, ама вие сте биле во Америка и сега сите луѓе што беа во Америка воодушевени се од Њу Јорк, ама не знаат дека на пример ти во Њу Јорк прво не можеш да живееш, второ дека сакаш да живееш во Њу Јорк, треба да работиш 14 сати на ден. И затоа многу македонци но најголем дел од тие што работат 14 сати на ден се мексиканци, и тоа е исто вистината во Њу Јорк. Да, во ред, да сакам да кажам. Сега не е во ред. Вистината е дека тие што живеат во Њу Јорк се најголем дел богаташи со историско минати така натаму со 15 генерации. Еден мал слој, 10 милионски град, знаеш онака. Добро, но зборуваме на Манхетан, сега тргнеме на страна. Харлем, кој живее во Харлем? Ама не битно денеска кој во Харлем, кој не. Битно дека македонецот кога патува надвор од државата е голем работник и стигна до достигнување. Албанецот кога работи надвор од држава, се заврши работа, се прави пари и све. Само не сакат да работат тука. Кажи ми еден македонец што не успева во странство. Ама зашто не сакаат? Многу раби се да не идеализираме. Да работат тука луѓе. Да не идеализираме. Затоа што не му веруваат на системот. Еве јас си го поставам следно прашање. Еве вака се хипотеза. За мое прашање кон себе си го поставувам. Јас заработам на еден или на друг, на фер начин, затоа што поинаку не знам, на честен начин заработувам 10 милиони евра. И треба да ги вложам у недвижнина. Да ги вложил у Скопскиот гипс картон, сизмички неиспитан, од кај да знам што ќе се деси, затоа што гледаме како работат. Еве, у зградава сме со комшијава недели гипс картон. Така, би ги вложил тука, и каде што ми бара за центар 2.500 евра, или би ги вложил тие пари, викам, у Белград на вода. Сега, вие одговорот, сега, самото прашањето, ја извините, вака немам доверба во овој систем. Да, ама грешка вие прашањето. Зошто? Затоа што првата работа, со врската, тоа што јас сакам да ја разберам, меѓу македонските граѓани и бетонот. Што е толку љубов кон бетон или кон цемент? Вие прва работа имате, че кој има 10 милиони оди да ги става во цемент, тоа е страшно. Сега извините. Не, капитализмот е тука 30 години, така што меѓу другото. Абе и Трамп и бетон има. Извините да ја продолжувам теза. Тие работи, знаеш, барат години и децении. Тие финансиски инструменти, вакви фондови, онакви фондови, едно друго, таа работа дека не е заживеана. Знаеш, не сме ние. А исто така и на запад, се искрено да бидеме, знаеш, колку се тие луѓе кои што живеат од такви семени фондови кои што им се ставени за образование за едно за друго. Мал процент. Нема, не разбирам ова врската со прашањето негово. Јас сакам да ви кажам, ако јас имам 10 милиони долари денес, ма ја никако. Не, ја нема да ги вложам у бетон, ја на пример кажам. Карикирам, нема у тоа да ги вложам, не далеко од тоа. Ама вие прашањето го поставувате за Па добро, дали би ги инвестирал у бизнис у Македонија, фабрика да отворам у Македонија, така? Јас да. У Македонија да отворам фабрика. Да, па ќе ми дадат 500 рекетари за 2 недели, човече. Ама сега, кој значи, како да отворам фабрика овде, кога овде, оној што работи честно, оној што работи исправно, оној што работи пред закон на крај на бесилка завршува, ќе ти дојде прво држава. Суја па муја, па ти на чист направ ќе ти најдат проблем. Ќе ти бараат мито, ќе ти дојде после и на крај ќе останеш без пари. Јас бих вложил тука затоа што на друг систем не познавам, овој го познавам.
Овако така што немам дилеми дека да ги имам парите дека ги вложам тука. Види, ја не оправдувам мито и рекете тие, но треба да разбираш нешто и за тоа е нашата доменна работа. Значи денеска ако имаш една услуга во било која држава во светот, и таа услуга да кажеме 100 евра. Тука во Македонија таа услуга ти кошта 10 евра. И денеска а таа 100 евра што ја плаќаш ти во странство за да добиваш одредена лиценца или дозвола, во тие 100 евра има тука платено за тие 5-6 луѓе или 5-6 мини процедури што влезени во таа услуга. Денеска таа услуга во Македонија ти ја имаш скоро бесплатно или ќе имаш во 5 евра. А што очекувате? Сега ја не оправдувам ја ни мито ни рекет ни вака работа. Но мислам дека ако треба да се подигна нивото на квалитетот што се нивото на квалитетот на услугата што се нуди, да се крена цената на услугата што се нуди, за да биде после доволно да кажеме исплатлива и за држава и за персоналот што ја спроведе тоа, па нема да дојдеме во моментот на рекети на вакви работи и на митото. Значи еден прост пример од тоа за италијанските дипломати. Знаеш дека они се највисоко платени убаво платени како месечна плата, па нема да му дојде да му текне еден ден да направи нешто превари вакви. Меѓутоа знаеш дека едно од најголемите случаи на корупција со италијанските дипломати беше во Скопје околу визите во времето кога уште имавме визи, така што и покрај тоа што Ама во ред вие земате исклучо се ја зборам генерално. Вие денеска што очекувате денеска? Ако водоводжијата на пример, сега не сакам да именувам луѓето, ама онако има приход месечен 1500 евра, а исто време полицајот што работи или не полицај, било кој државен службеник што работи се зема плата 20.000 денари или 24.000 денари. Да, и сега, значи ова мора платите да се тука се слагат повисоки на државните службениците. И жандарот вика дај ке станам корумпиран, ја што ќе правам сега. Трудот во Македонија е многу потценет. Денеска рачунај го со производите што купувате дома, направи една така листа, ако се имаш 2 деца, ако имаш ваков тип на приход, како можеш да живееш со 25.000 денари месечно со еден семејство ако имаш 2 деца. Јасно, право си за тоа. Дека трудот во Македонија е многу потценет. Така да денеска с големи платите, с големи овие работи, затоа што веќе се ти е изголемувано во цена околу тебе. Раби мора да одиме со краток блок на реклами, веќе 40 минути зборите. Ама 40 минути вие 38 минути зборите. Тој ни е. Ќе те оставиме во вторите 40 минути малку повеќе ти да зборуваш, а вторите 40 минути, почитувани слушатели, стиснете subscribe на нашиот YouTube канал и лайк на нашиот Facebook профил. Прво е побитно, второто и да не стигнете, пак ќе стигне информацијата до вас, но останете со нас затоа што следува една одлична анализа која првично требаше да биде тема на овој разговор, а тоа е анализа на случувањата на Блискиот Исток, на годишнината од војната во Ирак и војната во Украина. Трагаме назад, почитувани слушатели, се извинуваме што подолго траеше музичката пауза, затоа што ние имавме жестока дебата, а јас и Раби ги споделивме и нашите навики кои доаѓаат од блискоисточната како се вика култура, а навиките се конзумација на тутун. И од западноевропскиот капитализам, тоест цигарите, како масовно. Да, не дека западниот имаше тутун за пушење во Блиски Исток, ама не во формата на цигари беше тоа. Цигарите ги направи западот, така што. А за што го користите? Наргиле. Наргиле. Да, значи денеска на пример и овие го викаат тамбакони. Една глава што се става на наргиле се кошта повеќе од пура Cohiba Siglo 4, на пример. И се истиот вкус, поубав дури вкус е тоа. Само сега не практична, затоа што треба да носиш целиот да го влечеш со тебе. Со наргилето, со вода и така натаму. Ама да, беше интересна тема, интересна дебата. Раби, годишнина од војната во Ирак. Не би ја викал војна, се вика инвазија. Има одредени терминологии, исто како тоа што се случува тука во 2001, се луѓе го викаат војна, не се вика војна, до ден денеска во Джорджтаун, во универзитет, во цел свет, не само таму, се вика insurgency. Да, но тоа се вика за вас експертите. Ние, обичните луѓе, што гледаме војници, гледаме пушки, гледаме бомби, гледаме бомбардирање, за нас
е војна. Тоа е исто како сега Путин што вика дека он правил специјална операција во Украина, не е специјална операција, војна, класична. Така и Буш викаш. Да. Слично е. Да, но добро. Сега факт е дека е инвазија. Тоа што се случи во Ирак е инвазија. Инвазија, затоа што не беше поддржана од ништо. И сега тука амбасадор ќе ти каже беше поддржана со одлуката таа, мислам, колку беше 1441 таа резолуцијата што носеле дека значи неоправдана беше војна, беше инвазија. Неоправдана, немаше од сите оваа војна немаше резолуција на Советот за безбедност. Не, делумна беше. Така се протоколува, меѓутоа јасно е, се прекрши меѓународното право. Да. И таму мораме да спомнаме дека тогаш најјаките три војски во Блискиот Исток беа Ирак, Сирија и Египет. Ирак само што излезе од инвазијата на Кувејт претходно и последиците на тоа, кога они велат за програмите на развој на нуклеарни, програмата на развој на нуклеарната енергија во Ирак и додади на тоа ови хемиско оружје, што они велат, тоа беше програма создадена од САД, by the way, значи Америка, и таа што беше предлогот, тоа беше во 82-83, во Ирак да се развива ваков вид на програма таму, а таа програма не гледаше никаков вид на успех, значи воопшто не се, значи они толку што имат направено само 50 глави, а празни се, а имале не знам што 10 литра од сенапе, од како се вика овој материјалот што се користи. Меѓународната таа организација на нуклеарна енергија со толку пати беа таму, кажале дека Ирак нема можност за вакво нешто, не работат за вакво нешто. Не, види се, искрено да бидеме целата вистина да кажеме, тие работеле, меѓутоа по првата заливска војна 91 година, нивната и по санкциите што ги воведе меѓународната заедница, нивната индустрија беше толку девастирана што ниту една од програмите за масовно уништување, оружје за масовно уништување нема продолжено. Точно. Меѓутоа, во моментот кога е направена инвазијата 2003 година, Ирак е, можеме да кажеме, само еден скелет од она што бил порано, тоа што ти каже моќна армија, тоа е една земја економски девастирана и покрај тоа што има нафта, под меѓународни санкции, водена од еден човек кој што се смета за отпадник од меѓународната заедница, тоа е факт, нели? Меѓутоа, истовремено и една земја која што внатрешно, нели, беше стабилна. Точно. И не загрозуваше никого со извоз на револуција, не само тоа, туку во тоа време, ако сеќаш, Ал-Каеда беше главниот противник. Ако имаш еден од најголемите противници на Ал-Каеда и еден од луѓето муслимани што беа први на листата на Ал-Каеда беше токму Садам Хусейн. Да, ама ова беше една конспирација што се пробувале американците од 2000 година, значи од 2000 до 2003 да најдат некаков линк за него Ал-Каеда. И кога се случи настаните на 11 септември 2001, им беше повеќе повод да најдат некаква врски со него и почнале пиар кампања за да се врзува Садам Хусейн со настаните на 2001. И in spite of, значи и покрај нивните убеди да ваква работа, они не можеле да најдат ниту еден доказ дека човекот е инволвиран во вакво нешто. Ама тогаш беше Буш, година дена пред тоа почна да го промовира, дека мора да има интервенција, мора да се прави вака, и дојде во исто време кога они направила слобода за Ирак и имат изфрлано сите меѓународните мониторинги и така натаму надвор од Ирак, ама ова јавно можете да го читате. Значи Ирак се убеди само преку Ирак и преку многу другите држави да прашат американци што сме направиле ние за вие да одите да правите ваква кампања дека сакате да правите инвазија на Ирак. Дури имат нудено за нив привилегии како концесии за нафта таму, други
извори природни, за ресурси во Ирак, што они имат многу, и има нудено тоа за американците, и покрај тоа американците го одбиеле тоа и инсистирале на нивиот став. И тогаш се случи најголемата протест за мир во светот, во Рим беше, ако не сгрешам. Таму почна, меѓутоа после во цел свет имаше. Да, беше најголемата тогаш, дека во Рим, во Италија, протест против војната во Ирак, и очигледно и можеш да гледате дека ова беше сега пак според мене дека еве Америка, Англија и тука Австралија во ова, и во целата таа гужва, и тоа секогаш јас се чудам што се напика тука Македонија да се замара со нешто што нема никаква врска со ова. Јас мислам дека анализата тогаш одеше на тоа дека учеството наше во Ирачката војна ќе донесе до некаква предност во однос на прашањето за името, затоа што Грција мислам дека не беше учесник. Ама да, ова А Грција не беше учесник затоа што тој регион многу подобро го знае од нас, Да. така? Многу е поинволвирана и така натаму, и Турција не беше учесник, ама Бугарија беше. Да, и ама не гледам дека нешто посебно ни донесе како. Ма точно, и сега ова е нашиот пристап тука во Македонија. Кажи ми се не друго сакам да те прашам. После инвазијата се случи восстание. Па восстанието се претвори во граѓанска војна. Па граѓанската војна се претвори во меѓуверска и внатреверска војна. Да, да. Па и меѓуетничка, која дојде таа курдската компонента, па се роди исламската држава. Па сега има некој си низок интензитет на конфликт и има политичка криза. Да. По тебе, Блискиот исток како резултат на таа интервенција е побезбеден или помалку безбеден? Да, и сега, јас пак сум човек што сум пораснат од капитализам, сум пораснат со Запад, сакам Запад, сме на иста линија со Запад, они се нашите сојузници, allies. Беше дури нас забрането да се оди во комунистички земји или во социјалистички земји. Не забрането, туку не беше многу добродојдено. Да. Но морам да кажам и тоа, мислам дека мислењето на многу луѓето тамо, дека пак се вратам на сите земји што беа под Отоманската империја и под вакви вид на државите, мора да бидат водени, владени по преседателски систем. Ти во моментот кога ги дојдеш, ќе се земеш начин на владењето или парламентарскиот систем, го направиш copy-paste без да го ставаш во локалниот контекст тамо, затоа што првата грешката на тоа беше на време на Сайкс-Пико, кога имат делено со линиер и меселе све внатре. И сега денеска они добиле втора шанса и ја пропастија таа шанса направејќи вакво нешто. И резултатот, што можеме да го кажеме слободно, дека било каде влезе Америка да постави некаков вид од демократија, донесе резултатот што не е пријатен. Што е непријатно, ајде. Што е пријатно? Денеска Ирак од земјата каде беше сега мене беше убава, може за други беше многу убава, мене не беше обична земја, но со земја што има цивилизација тамо 10.000 години, што фактички благодарението на цивилизацијата на Ирак, Западот и Европа дозна што значи да се тушира. Значи ова мора да се ова историски факт многу смешен. Многу смешен, не, после тоа. Значи зборам на Middle Ages, кога они тука мене подобно стално ми црка дека 2 пати дневно 3 се туширам. Значи ја нешто ирачко имам у себе, човече. Не, зборувам за културата. Види, сака да каже и во право е. Значи некои обичаи, како на пример носење чевли, туку носење папучи дома, туширање дома, веце дома. Французите го имаат измислено парфемот за да не мора да се тушира. Да, меѓутоа од арапите и отоманите ги смислија веце. Да, они го смислија хамам и све, и дојде црквата во Шпанија, да, и црквата во Шпанија тогаш имало ништено над 3000. Да, па која ќе видиме споредно, па западнава цивилизација, има ракета измислено, artificial intelligence, електрична кола, не електрична кола, малце ние по-адванс сме у последниот период. Врз основа на алгебрата, која што дојде од Кениф. Добро, да. Да, а и ние не сме дел од тоа, така што... Како не сме од кој сме дел? Кој Запад не третира нас Балканот ко Запад? Абе, тоа е нивен проблем, дали не третираат или не. Ние сме Запад. Да се вратиме на темата, е поубаво. И сега каде влегле американци да имплементираат овој вид на демократија, заврши лошо. И денеска, место да имаш Багдад, што е еден многу убав град. Тоа беше целта да се имплементира демократија. Беше целтата да се и сега од втората светска војна до
до денеска се владее таму една елитна група за владењето во секоја од таа државата, што секогаш има наследник за тоа, дали се од истата фамилија или дали од истата, да кажеме, фела, елита, дали од војска фела, на пример, како во Египет, или од фамилијата, например, како во Сирија и така натаму. А ова Америка сака да прави неодредени промени и тука одлучија да донесе самиот народ на тоа. Тоа беше преку и арапскиот пролет беше втор вид на инвазијата на Ирак, за направат некаков вид на промената таму. Ова направи страшни негативни последици во цел Блиски Исток и сега самиот Блиски Исток има има одбиено ова после година дена од нивното владењето. И се врати пак како порано. Сега не точно како порано. Ради, ако гледаме историски и пролетта на нациите 1848 во Европа заврши со враќање на диктатурите. Меѓутоа до крајот на векот па цела Европа беше помалку или повеќе демократизирана во некоја форма. Така што и ова со арапската пролет не значи дека за некои 20-30 години нема повторно се враќаат. Ја ви кажам принципи. Ја мислам дека се вратат. Нема да се врати, еве ние како се вика да имаме дај Боже здравје, Боже да сме живи. Да. И ќе се седиме пак ќе ви потсетам дека не може. Сега може да има промени, ама ово по истиот начин како овие арапската пролет или револуциите ваков вид нема, затоа што нема ни да биде тренди сега. Имаше ли тоа последици врз нас, врз овој регион? Тоа секако дека има, значи како? Ева. Вака, значи може еден коментар од слушател? Да, поведете. Ајде малце да дебатираме со нашите слушатели. Вели, не им држи вода на Боцевски гостин од Ирак. Него нападна Америка и Ирак туку така. Ирак изврши инвазија врз Кувајт во првата заливска војна на 2 август 1990, што допринесе Америка да изврши напад врз Ирак. Ама тоа беше првата заливска војна. 13 години. Чекај, 13 години разлика. Добро се, ја ви го читам гостинот, но во исто време да не заборавиме. Го читам, малце како заврши таа работа. Па ова беше сосема друга војна. Да, затоа што ова војна нека се информира, нашиот ценет гостин, те молам се. Не гостин, него нашиот ценет слушател, да. Прво нека прочита како заврши, кој беше председател тогаш? Буш постариот. Како заврши тоа? Зошто така заврши? Со злосторство против човештвото. Не заврши така. Не. Ова втората немат крајната. Прво имаше мандат од Советот за безбедност, имаше една огромна коалиција. Имаше и заврши војната со враќање на суверенитетот на Кувајт. Така заврши војната. Втората заливска војна беше малку поинаква епизода. Особено првата, дека голем учесници се беа и самите арапските земји што имат сите се имат учествено. И сите поддржаа таа. Дефинитивно. Да, затоа и сите го предупредале Садам да не влезе во Кувајт. И да не забораваме, дури еве да речеме една земја која што е огромен противник на Соединетите американски држави, дури Иран за време на Првата светска војна беше, еве да речеме, позитивно расположен кон враќањето на суверенитетот на Кувајт. Меѓутоа, Раби, ке се согласиш дека најголема стратегиска предност, ако гледаме од денешна перспектива, по инвазијата, нели? Американската инвазија на Ирак, ја доби токму Иран. Во смисол дека, за разлика од еден Садам Хусейн, кој што беше еден страшен непријател на Иран, во моментов Ирак, во било која варијанта, е пријателска земја кон Иран. Секој демократски Ирак е шиити, арапи, така? Да. Кон Иран има една отворена црта на соработка. Да, ама денеска веќе Саудиска Арабија потпиша со Иран. Да, тоа е една голема, да, затоа не дискутираме во емисијава. Тоа беше ова е голем развој за Блискиот Исток, така? Да. И ова, и што ја мислам дека може да представува како дури закана за Западот. Зошто, Зраби? Затоа што види, пак кога кажам Западот, јас сакам да одвојам Европската унија и Франција и Германија. Значи ја
пак и го кажаме пред неколку дена, ја не признавам веќе Европската унија како било како вид на авторитет или на ентитет или на ништо. Тоа е распаѓето нешто. Си имаш Франција, си имаш Германија, си имаш нешто. Тако? Распаѓето нешто е добар. Извини, распаднето нешто. Не, зборам како ентитет, има многу голема разлика, мислам веќе вие знаете. Нема зошто велиш дека тоа може да биде закана за Запад? Да видите, денеска во тој ера што живееме сега има проблем со ресурсите. Нема веќе ресурсите. Ако гледаш така целиот Блиски Исток во куп така, целовкупно така го гледаш, таму имат само пари и имат само нафта. Ништо друго немат. Дури не е малку. Дури има закони. Па доста има бе. Дури има закони што ние немаме ни пари, немаме ни нафта. Ама еве тоа дојдам на тоа. Има и сонце, може вие премиерот кога ќе заврши функција ќе иде таму да става соларни панели. И има закони што дури забрануваат земјите да садат, затоа што немаат вода. Они ти кажат добро, имаш пари, имаш нафта, оди купи си. А денеска ако гледаме ние западот, сега ако гледаме тој дел од регионот што е источната Европа, гледаме дека вие имате многу храна, имате многу вода. Ама немате ни енергија, ни да кажем голем обрт на кеш. А во Блиски Исток се има тој кеш, се има тоа. Има можеби далеку поголем потенцијал за храна од колку овој што го произведува. Ама видите, да, потенцијалот на храна, значи се разбираме дека оди ако денеска инвеститорот, како велат сите дека странски инвеститор, ќе дојде он не си ќе му даваш земја, он жабе му даваш. Што треба има институции покрај тоа што треба да прави студии, што треба да анализира, да види овој хектар земја колку тон може да дава, ако помеѓу и така натаму сето тоа. И тука Ајде да се фокусираме се. Иран, Саудиска Арабија. Ама сакам да давам, да потенцирам нешто дека денеска е моментот на Балканот и на источната Европа да ја искористи тој шанс и тој моментот, затоа што единствен спас или единствен да гледам светла иднина на овој регион и да соработува со Блиски Исток во овие две теми. Затоа што производите на Македонија се супер се, ама не им требат на европјаните. И сега да не влеземе сега во тие малите детали и да влезе Македонија во ова да произведе Македонија маслиново, нема да добие она прво приоритет да продава својот маслиново, и ќе го добиват може прво италијанците. Сакам да кажам дека ова е многу добра прилика за источна Европа, особено за Балкан, да развива добри односи со нив, а да не ги плукат секој втор ден од разни министерства во регионот и во тоа, затоа што единствено што држи добра линија со Блиски Исток е Србија. Се останатото може да гледаме секоја недела има барам две изјави што се малку ги напаѓаат Блиски Исток или може да креираат без везе тензии. Тоа е истата причина зошто Македонија се влезе таму во тоа во војната на Ирак во 2003. Така да тој сака само да го темава што е значи по тебе ова е позитивен развој на страните? Да, дефинитивно е позитивен. Да. Ја мислам повеќе би го нарекол детанта, значи намалување на тензиите меѓу двете земји, колку траен мир. Меѓутоа имаме покана од принцот до председателот на Ирак, на Иран, да го посети. Предпоставам дека ова ќе значи и добри вести, да речеме, за Сирија, за Либан, за Јемен, односно за сите земји каде што има шиитско-сунитски меѓуарапски конфликт. Дефинитивно, што денеска Саудиска Арабија се трансформира на сосема нова држава, друга држава. Да не забораваме, пред 5 години во Саудиска Арабија жена не може да вози кола. Денеска може да вози кола, може да оди во кино, не може. Тоа сакам те прашам, Раби, затоа што ние не огледаме тој свет. Слушам разговори од многуми на мои пријатели кои што имаат да речеме, некој има таму бизнис, некој таму често патува, Блискиот Исток, вели... Але никој нема таму швалерка. Не, знаеш дека не ги ни прашам за тоа, не сум... Да бидеме вака. Знаеш дека не ми бил тоа никојаш интересот и не го ни прашувам, онака. Иако види, ако зборуваме, добро, Раби доаѓа од Либан, и од другите земји. Либан е Англија, Франција. Не е така. И од од Египет доаѓаше. И од Египет. Чекај се. Друго сакам да прашам. Прашањето што сакам да ти го прашам е вистина ли дека е толку темелна таа трансформација што се гледа во Саудиска Арабија, во Јордан, во Египет, во сите сфери некоја модернизација која што се случува, која што не ја забележуваме. Да,
процесот. Да, дефинитивно. Дури Тоа за сакам Алжир да ми кажам. кажува нешто такво дека е во тек. При Алжир е во тек. Сега тоа можеш да го гледаш во сега во број на проекти што ќе почнат во дигитална инфраструктура, во самата инфраструктура со Дигитална инфраструктура. Да, финансирани од меѓународни финансиски институции, како Светска банка и така натаму, што се имат голем интерес сега да се развива тоа, но сакам да кажам дека денеска Саудитска Арабија се зема улога повеќе регионална таму и сега по креирањето на новиот дел Неом, што они го прават таму, што ќе биде навистина нешто, затоа што Дубај, да кажеме, Дубај е некако како вешташко град, беше направен, со го поддржаваат англичаните фактички и направиле некако видна град, ама пак кога го гледаш на телевизија, кога одиш таму 2-3 дена на гости, убаво го гледаш и кога посетиш, ама не е тоа. Многу работи не се реални во Дубај. А ова во Неом ќе биде реално и они дури го направат овој дел север, ќе го делат од целата Саудитска Арабија за да може да биде комплетен како од целата регион, да биде како фри зон таму, каде нема веќе Тука се таму. наѓа Персискиот залив или во Црвеното море? Не, Црвеното море. Тоа е меѓу Египет и Израел. И тука ќе биде како нова дестинација, што има пристап кон запад, отворена и било кој може, затоа што има градови на пример во Саудитска Арабија што не можеш како странец да добиеш виза да влезеш таму. А денеска, во овој Неом, сега цел свет може да оди таму без никаква видна рестрикција, со многу нови правила, значи game changer за светот на бизнес и на ова. А кажи ми, останува и натаму стожерна земја на арапскиот свет Египет или Што стане стожерна, главна земја, централна земја на арапскиот свет. И натаму Египет во смисла на интелектуален, образовен. Да, ова е затоа што Кајро е метропола, тој секогаш ќе биде метропола. И ќе остане, така? И ќе остане метропола, зашто никој нема. Значи како во Блиски Исток нема вакви тегањето и карањето како тука на пример за јазик и за вакви работи. Значи никој не во светот во таму не кажува дека арапскиот јазик е нашиот јазик, па се налјутиле другите, а па тој јазик е наш, па вакви работи. Искрено маич не им гајле. Јазикот е дури не збор, значи има арапскиот јазик, ама ниту една држава не го збори тој јазик. А ниту ни една не го клейм, кажат дека не вели дека е мој, само мој. Ниту една не го збори, ама еве постои таму убаво тој јазикот на вести и на во телевизија. Не како тука на пример, овој јазик е наш, и на јазик е ваш и вака. Сега ова не го знам, затоа знаеме дека има нашинци кои што работат во Катар и во Обединетите арапски емирати. Во овој новиот проект што го развива Саудитска Арабија има исто така нашинци? Не. Нашинци значи македонци? Македонци, албанци, сите што живеат на овој простор. Нема никој. Зошто нема? Ама Зашто не го открили или како? Не, дека не го открили. Сега знаеш како генерално Балканот не оди во нешто ако не сигурен во тој нешто. Ти кажат што сигурно. Така да они уште ќе се одат само во Дубај уште 20 години се. Сега после тоа ќе почнат да одат да откриват новите места. Ова е пак делот од психологијата на луѓето. Откривањето на ново место и се секогаш бил една сега да кажеш, балканците се малце по-конзервативни. Односно тоа бараат не конзервативни, туку бараат сигурно. Сега не заборавај, добро, освен се што сме го зборили вака и сега секој човек сака некакво нешто сигурно. Не сака сега да влегува во ризики и во вакво и не би оделе сега таму. Значи сме имале убеди неколку, ама знаеш, ова како што ти го најави. Значи дека стана збор за огромен проект, да. Раби, следната тема која ќе обработиме, веќе сме не сме на крај, имаме уште неколку теми, неколку прашања, но веќе се движиме кон крајот. Следната тема која ме интересира е војната во Украина. Како ги анализираш ти? Ја анализирам ова војна со специјална операција, не е full scale војна, сега тука нема да се согласи as usual амбасадорот, затоа што ова што го гледаме, не сме гледале никаква, да кажеме, руско оружје до сега. Така да Русија еве купи дронови од Иран, купи дронови од Кина, купи дронови од Израел, купи дронови од тука и од таму, ама уште не влегла со не. Се мислиме дека последното кога они го пукале тој банкер доле, можеме да видиме еден семпл од тоа што они го имат русите, но ја мислам дека на никој не му одговара да заврши конфликтот.
И сега денес, ако ти си Америка, ќе кажеш зошто да се заврши конфликтот, нека тече, нека правиме бизнес. Денес целата Европа е овој тој моментот што јас тука почитувам може повеќе Америка отколку западните земји во западната Европа, затоа што они го кажале тоа е јавно и тајно. Ама гине народ бе граби. Ама не во ред, ама сега гине народ, ако сами по себе може да се заврши таа работа за 10 минути. Значи за 10 минути може да се заврши помеѓу Русија, што те барат? Русија само ти кажува, тргни се овие од мојата, како се вика, граница. Денес како Русија оди става ракети во Мексико, што ќе прави Америка? Ќе ги гледа така, ќе ги каже браво, или ќе оди ќе бара решение дипломатско? Не, ќе одиш, ќе бомбардираш, ќе завршиш работа. Така да ова со народот, тоа молим те, но се Украина е сериозна држава. Ама извини, во момент, ова е многу пацифистичен диалог од човек, како амбасадор, што доаѓа од регион што е познато во светот по најкрвното, или највојните, Балкани, први, втори. Значи има дури има луѓе од Мороко и од Египет загинали во првите војни во Балкан. Тоа може да биде тука на француски гробишта ги гледам. Не, може да биде тоа тема на друга. Ама сакам да кажам дека нека ја не сакам војна. Но Раби се види, ова е отворена агресија на суверената. Ти преска збореше за суверенитет овде. Да, дефинитивно. Украина е суверена држава. Ама вака пак. Во современ свет, во 21 век, во Европа, знаеш, ние се вака ќе ти се извина малце. Ние овде во овој дел од светов, сега кој како сака нека каже Ивица вика поблиски, да, но сепак ние сме дел. Нели гледаме BBC вести, вестите кај нас на телевизија ги прават врз база од западниве вести, CNN, BBC, France News, Euronews и така натаму. Ние вака викаме. Кој е проблемот во нашата свест сега? Се тепале на Блискиот исток. Па, тие цело време се тепа. Така гледаме на работија, знаеш. Но која има војна на територија на Европа? Ова е територија на Европа. И ова е прва војна по распадот на Југославија која може да ја анализираме дури низ призмата на граѓанска војна. Затоа што тоа беше држава која се распаѓаше, така. Ова е веќе инвазија, ова е веќе, ти викаш специјална операција, ова е веќе напад, влегување на една држава во друга на нејзина територија и тоа се случува во Европа. Да. И малку ние сме тука, чекај, полека. Ова е сериозна работа за нас. И токму поради тоа ние гледаме низ пацифистичката призма на работите, затоа што не сакаме да има војна во Европа. И сега, ја ќе гледам од другата страна. Јас и многу ретки луѓе знаат што значи војна, затоа што јас сум се живеел во војна. Така да никој не знае што значи војна, се додека не го живее тоа. Да. Војната е најлоша работа во светот. Јас ја мразам. Војна нема полошо од тоа. И жртви и вакви работи. Но ја ти зборувам стручно од страна ги анализирам работите. И јас ако сум Америка, нема да сакам војната да заврши. Јас да сум Франција, нема да ја сакам војната да заврши. Ја да сум Германија нема да сака, значи не Раби, ама кажувам ја германците не сакаат војната да заврши. Французите не сакаат. Ке ти кажам сега, секоја земја од тие земјите што ние ги сметаме тука како клучните земји или како фактор земји, никој од нив не им одговара да завршува војна. Затоа што тече бизнес. Бизнес ти е појак од војната. А Ирак што се умреле повеќе, Либан што умреле повеќе од тоа, во цел свет каде има војни што умреле многу луѓе, се бизнес го тера. И сега, ако денеска самите луѓе и тука одговорноста паѓа 100% на лидерот на државата во било кој за гледаме низ историјата, секогаш порано, како на пример, сега спомнам Хрватска затоа што ми сега ми смешно знамето кога за тоа за шах, не знам доколку слушателите ја знаат приказнава, кога не се согласи со Италија на одредено парче земја, он рече нема да правиме војна, ќе се седиме, ќе се играме шах. Кој ќе победи ќе го земе тој. Затоа знамето на Хрватска го има овој дел со како ја викате таа за шах. Да, шаховница. Па не ги бивало ни италијаниве многу. Ама не, сакам да кажам дека војна секогаш сега има различни начини да ја војиш таа војна. И во цел свет така се земат најјако тука, тука се борат они 20 за да штедат ресурси. Сега сакате да ми кажете дека после толку стотини години од војни, од лекции, од такви експерти, Украина не е шала земја. Украина беше најјаката земја
во рамката на Советски сојуз, како се вика, Да, Советскиот сојуз, Украина и најаката земја таму. Не ми кажувајте дека немале таму експерти или аналитичари или што имат предупредувано лидершипот на државата дека ако се случи вакво нешто нема назад за тоа. Така да, другите земји што се инволвирани во тоа не им одговара тоа да сопре, затоа што имат тече бизнес и тоа не им интересира работа во себе. На Германија мислиш им интересираше работата со кризите во мигрантските кризи, кога тогаш збориме и амбасадорот најдобро знае колку Македонија има учествувано во тоа, има помагано без да земе еден денар од Европа. Инако Германија се има друга бизнес тука. Они Како земат треба, еве за крај, луѓето и останатото сакат да ги дават на други држави. Раби, како за крај, еве, сега без да те платиме како држава, јавно на радио те прашувам, како треба Македонија и македонците да се позиционираат во овие светски текови кои се случуваат сега? Кој е примерот кој треба? Дали треба на Србија да речеме да се огледаме, која води вешта меѓународна политика, или можеби треба да се огледаме на Косово кој си заземаат цело време една страна и Албанија. Кој треба да биде нашиот нашата геополитичка определба? Искрено да ти кажам, ја мислам дека мора да се фокусираме да се работиме малце. На себе? Малце сега кафичите са бајле што се полни со луѓе, малце да се испразни тоа. Знам дека му надвор од таа тема, ама ти гледај генералната линија дека никој не сака да работи. Значи пред некој месец дена. Како? Ова ми се допаѓа. Значи јас одам да завршам нешто кај суд и поминам низ една кафана во центар и беше во 10:15 сабајле и се реков еве ќе се јадам македонска чорба сабајле, прават македонска чорба убаво мешавина од неколку чорби и од 10:15 нема место. Му реков зошто ме реше затоа што сите ќе дојдат тука на пауза. И сега ми сваќаш, значи кафичите се зафатени цел сабајле цел ден. Така да се гледаме себе, да почнеме да се работиме малце, да се правиме малце пари, да баталиме политиката, за да може да тоа. Не треба да следиш никој, следи себе. А тоа што секогаш ни го зборуваме, гледај каде ќе ти дојде бизнесот. Гледај ја влече бизнесот, например, тука со Саудиска Арабија или со Египет, например, и они сами себе, они ќе сакат да го заштитат нивен бизнес тука. И тука немаш потреба ниту да следиш ни Бугарија, ни Грција, ни Косово, ни Србија, ни никого. Гледај на себе, затвори си, работи си, направи нешто значително. Ти немаш денеска еден производ. Ама ние ќе влеземе у ЕУ сега и ќе дојдат Google, Facebook, што има ние сега да се замараме со... Ама видите, значи, видите, Google, Нормално се шегувам. Не знам, ама шала на страна, значи има тука, знаете колку има странски фирми тука произведуваат производи во Македонија што народ поима нема на тоа или не се маркетира тоа како убаво како што треба, од интелектуални производи до фабрики што прават одредени компоненти што се битни на пример на индустријата за автомотив и за друго. Така да се фокусираме да работиме малце, да работиме повеќе и после тоа ќе се мислиме ние за политиката, затоа што едноставно жал ми е за ова што ќе го кажам сега, ама nobody cares. Никој не му интересира, нито не сака да се замара што се случи од цел Балкан, па замисли сега да се мислат за Македонија што се случува или за Косово што се случува. Ама они не знаат ни кај сме ние. Да, не патиме од тој комплекс дека сме центар на светот. Да, не, ама види, и ова што ти го зборуваш, види, ова е меѓу другото наше потврлање. Ние, например, еве за Блискиот Исток многу малку знаеме, а тоа е географски економијата ние не може да изместиме да ја водиме, не знам, таму со Уганда. Да. Блискиот Исток не е природен дел од нашата економија. Така. Убаво каже и Лјупчо, Украина, постсоветскиот простор. И тој не е природен дел. Значи, за ние се изместивме точно во ретото. Европската интеграција, убав проект е, меѓутоа, не сме да се заборава и овој дел на светот кој што има реперкусии. Еве таа инвазија, спомнавме, американската инвазија врз Ирак, на крајот со што заврши? Заврши со еден бегалци кој што е бегалската криза. И во Македонија си најде свој сојуз. Ние сме икс други работи. Да не зборуваме за други работи. Така што се што се случува во тој дел од светот има реперкусии врз нас. Не треба да бидеме слепи. Србија, спомна Лјупчо, Србија има амбасада во секоја земја на Блискиот Исток. Разработена со проекти, со така натаму. Тие не се будали зашто таму тргнале. Исто и Хрватска, исто и Словенија. Ние имаме само во Египет, така ли? Има само амбасада во Египет, има некоја
Да, има и во Израел, тоа Да, е многу. јасно. Да, ама не Ја таму заборавајте се дека овие спремам за амбасади- амбасадор. Ама Израел е остров. Таму зборуваме за Блискиот исток. Јасно е на што зборуваме. Како главно не за- Чекај, Израел е судирната. Израел е главната точка на Блискиот Не е исток точно. денес. Не е точно. Главната точка на Блискиот исток е Египет. Како може Израел да биде? Израел е мала земјичка таму, која што е културолошки различна од сите. Египет е централна стожерна земја на Блискиот исток. По сите види. мерила. Има, мора да кажуваме нешто, ти кога имаш Седумдневната војна мерила е. Молам? значи вака, Седумдневната војна. Израел Види, а последниот воен судир како заврши меѓу Израел и Египет? Како Со иши? чија победа? Со победа на Израел. Не е така. на Египет со победа. Египет победи во последната војна. ама- Зошто Синај не е дел од Израел сега беше? Да, но овие беа Зошто не биде? Ама Нема да биде никогаш. Израел е голем индикатор за Да. тебе за многу работи што се случува во Блискиот исток. Ја, на пример, Израел, еве, настано што се случи ако има некоја директна закана против Израел, првата земја што ќе реагира Израел. И тука ќе знаеш колку е легитимно или оправдана инвазијата, на пример, сакав да кажам на Ирак, ако има ова како се вика масовно уништување оружје. Да, оружје за масовно. Првата земја што ќе реагираше на тоа е Израел во времето на инвазијата во 2003. Ако гледаш дека Израел не дала ни изјава, не кажала ништо, не коментирала ништо, значи нема ништо од тоа. И испадна дека точно затоа што кога не успеле да најдат докази за масовни оружје, почнат да удират на човечката права. Така да, Израел ти е голем индикатор таму. Египет ти е вратата на цел свет. Да, наш во Македонија нема амбасади никаде освен во Египет и во Израел. Треба да се работи на тоа, ама пак ние мислам дека природно е убаво да се вржува повеќе со Блиски исток и да се одбере со мозок, со мудрост, со која земја јас да соработувам. Затоа што ова, ако денеска одлучиш да земеш нафта, и нафтата што ќе ја земеш, можеш да ја земеш од Ирак, можеш да ја земеш од Иран, можеш од Катар и можеш од Саудиска Арабија. Ја тука, ако јас сум тој што одлучи, ќе викнам 20 експерти да ми објаснуваат што значи разликата да земам јас дизелот или нафтата од Саудиска Арабија или од Катар. Тоа што е просечениот македонец не го знае, ама мора да се знае. Благодариме многу Раби. Скоро 1,5 час анализа со Раби Седрак, почитувани слушатели. Ивица, ти благодарам и тебе. Лайк и сабскрайб на нашиот YouTube канал. Јас сум Љупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија, заедно со Ивица Боцевски. Ово утро техничката реализација беше на Димитар Митровски и Јордан Чаушевски. Се гледаме утре повторно, штовани публикуме.